Ова есен ќе почне изградбата на новиот клинички центар во општина Ѓорче Петров, истакна председателот на владата Зоран Заев во дискусијата 2 години влада, отворено пред граѓаните. Проектот со сите детали е веќе завршен, а веќе почнуваат и да се реализираат катастарските работи за уредување на локацијата. Претходно владата донесе одлука за пренамена на земјоделско во градежно земјиште, а и општина Ѓорче Петров на седница започна со предлог одлуката за урбанистички план вон населеното место Веле Поле, каде што е предвидена изградбата на клиничкиот центар. Градоначалникот Александар Нумовски истакна дека новиот клинички центар е најкапиталниот проект на оваа влада. Овој комплекс не значи само по себе комплекс само за здравство, туку ќе привлече самиот опфат на планот, кој што е на атрактивно место покрај заобиколницата, на неизградено градежно земјиште, ќе привлече и многу дополнителни комерцијални инвестиции. Со тоа нашата општина и нашите ѓорчепетровци во иднина ќе може да се гордеат со тоа што ќе бидеме една од најразвиените локални самоуправи не само во градот Скопје, туку и во Македонија. Се надевам дека искрените заложби, оваа макотрпна работа, за да ја добиеме довербата од владата и сите релевантни институции, преку расправа со фелата, преку јавна расправа исто така во Собранието на Република Македонија, каде што го одбранив оваа наша локација како најдобра за изведба на клиничкиот центар, ќе биде позитивно оценета од страна на жителите на општината и пошироко. Според премиерот, новиот клинички центар ќе биде ултрамодерен како во големите европски центри, а тоа го гарантира и поволната оценка на физибилити студијата, која што ја изработи Австриското министерство за технологија. Планирано е новиот клинички центар да биде на 5 нивоа, на вкупна површина од 102.000 метри квадратни, ќе има околу 1300 болнички легла, 20 операциони сали, 4 ангиографски сали и 65 амбуланти.